Вработените од Никоп се под невиден притисок сами да си потпишат откази, велат од Гласен текстилец на пресконференција, опишувајќи ја состојбата како недопустива. Сега повторно на работниците кои вршат физичко обезбедување на објекти на државна управа, односно минато неделниот настан со обезбедувањето на општина Штип, им се прават притисоци на работниците за да потпишат спогодбен отказ, а откако не се потпишаа бидејќи имаат важечки договори за работа, сега Никоп врши прераспоредување на работните места, односно сина ќе се случи да работникот Пробиштип му се бара да оди да обезбедува општинската зграда во Куманово, се со цел значи да се откажат од своите права и подлегнат на притисоците за да потпишат сами спогодбен отказ. Поради ова од Гласен текстилец упатија остро прашање. Па да ја прашаме владата и службата за општи заеднички работи при владата, кои го склучиле договорот, а кој што исто така има клаузула некаква си за тајност, деловни тајни и слично, а повторно платен со пари од нас граѓаните, зошто не реагираат на овие злоупотреби и кршење на правата на вработените, односно 163 на број на ниво на држава, конкретно за овие што ги обезбедуваат, за кои што е склучен договорот и кои што ги обезбедуваат општинските згради. За конкретниот тендер и договор за обезбедување бараме да реагираат, бидејќи во член 5 став 6 од истиот стои дека е валиден до 9 месец 2024, меѓутоа пишува или до исцрпување на средства, односно скоро 200 милиона дена. Предходно вработените од Никоп се обратија до медиумите изнесувајќи ги нивните проблеми. Не можам да донесам овој потпиши да се оде, дека одеме. Плата сега не сме земали за февруари. Ноќна смена одеме на работа, не е платено. К15 не. Он ни пушта нас на 15, 100 динара ни пушта плата. Плата нема редовно кај нас. И сега даваме решение да го потпишем да се одиме. Од Гласен текстилец вела дека во оваа компанија се исплаќаат плати и по 100 денари, К15 не се делија, колку што беше потенцирано, има и низа други работни прекршувања. За сега во врска со сите овие наводи од компанијата не се огласуваат.